Мина 2 недели од распишувањето на претседателските избори, засега ни е познат еден кандидат за кој што застана опозицијската ВМРО-ДПМН. Во исчекување наредната недела и на кандидатот за кој што ќе застане владеачкото мнозинство, разговараме со професорката Гордана Силјановска-Давкова. Добре дојдовте во студиото на Макфакс. Ќе разговараме пред сите предизвици пред кои што стоите и мотивите кои што ве натера да влезете во претседателската трка, но најпрво би сакала еден сегмент кој што долго време го гледавме во јавноста, а тоа се си одговор на омраза, шовинизам, сексизам околу на социјалните мрежи и во одредени медиуми што се ширеше. Како гледате општо на овие општествени појави кај нас кога жена ќе се појави како во центарот на вниманието, првите реакции да бидат од ваков тип? Па за жал, тоа докажува дека ние жените живееме се уште во машки свет. Значи, не е тоа само во песмата на Джеймс Браун, туку и во реалноста. Но ме боли тоа, ме допира, но од друга страна пак нашиот трнлив живот не прави посилни. И јас велам дека имало и матриархат, имало патриархат, доаѓа времето на еднаквоста, но чинам дека во овој свет на војни, на конфликти, на судири, доколку се најде поширок простор за жените, дека ќе го направат попристојно место за живење. Тоа зборува за парохијалната и патриархална политичка култура во Македонија, за жал. Она што е болно е што луѓе кои по професија, луѓе кои дури по вокација би требало да го анулираат говорот на омраза, понекогаш гледаме дека не се имуни од сексизам. Па дури го потикнуваат. Дури го потикнуваат. Тоа е страшното. Тие би требало да имаат просветителска мисија во однос на широките слоеви. Но знаете како е. Фејсбукот е игра на скриени лица и тогаш се силни сите. Дури во еден ден бев шокирана, се плашев да пуштам било која телевизија, на сите телевизии отровни стрели кон Гордана Силјановска имаше. Никој не зборуваше за ставовите, никој не зборуваше за односот кон студентите, никој не зборуваше за моите претходни настани, туку сите се занимаваа, дури не се ни занимаваа ни со мојата личност, туку со мојот изглед. А истите тие луѓе со восклик ја опишуваат господја Меркел. Интересен феномен. Да, тоа се тие двојни аршини, да. Да, значи, моќта ги импресионира. Моќта. Како решивте да се кандидирате? Беше ли тоа долготраен процес на размислување или беше ненадејно? Не. Многу долг процес, многу тежок процес, процес во кој што неколку пати се откажав, бидејќи... Кои ви беа дилемите? Големи ми беа дилемите. Јас 94-та година ја видов политиката одвнатре и сватив дека тоа не е мојот живот. Бидејќи кога одите вие на меѓународна конференција, можете да отидете или не, во зависност од учесниците. Но во политиката народот ви го бира. Тој со кој треба вие да разговарате и вие морате со должен респект да се однесувате кон него. Мора секогаш да бидете оптимист, иако во мојата професија можам да бидам и песимист. Морате, значи, да ги убедувате луѓето дека ги имате сите решенија. Тоа беше морате да ризикувате да го изгубите она што ви е најважно, приватниот живот, бидејќи границата меѓу приватното и јавното во политиката е многу тенка. Морате дури да на некој начин да го заложите личниот живот на оние кои ги сакате, оние околу вас, бидејќи и тие стануваат мета на секакви анализи, најчесто на
психоанализи, фројдовски, но не знам. Пресудно што беше? И наетот. Јас сум бунтовна од дете. Не поднесувам неправда. Прко сам. Своја сум. И наетот. Гневот на пати, бидејќи навистина очекував промени. Промени, научени лекции. Тоа е едното. Од друга страна, бев изложена на страутен притисок од луѓе кои ги сакам, ги почитувам. Тие ката ден ме убедуваа дека еден ден може да се запрашам зошто не направив нешто во моментот кога еве веќе 2 години некако поинтензивно изразувам ставови за определени прашања. На мене оставија моите најблиски, иако имаше жестоки критики, дилеми, укажувања. И не знам, реков, 2 пати се откажав и речиси на 31. во очи на истекувањето на рокот, сепак решив да се наводам. Велите сте бунтовника, многу долго време големи се реакциите околу тоа дека многу општествени процеси се случуваа кај нас, политички промени, знаете, апсења, пат на слобода во медиумите, дека тој период го премолчавте. Ве немаше во јавноста подолг период да критикувате, да излезете со критики во однос на претходното владеачко мнозинство. Мири, може би е таков печатокот, но професорите не треба да се весь ден присутни по телевизиите. Сте забележале, јас секогаш си велам дека прекусо е времето да кажам уште нешто, но секогаш кога ме прашувале, сум излегувала. Споредбата не смее да се прави врз основа на впечатокот, сега отворено ќе кажам, има по нашите телевизии луѓе кои се и во науката, или се експерти во определена област, или се експерти за сите области, јас ги нарекувам прекувремени, морам да кажам, медиумски фабрички работници, може дури и пензии да добијат за настапите. Јас сум сосема поинаков профил на човек. Може да отворите по моите трудови, ќе видите жестока критика на периодот за кој што вие зборувате. Значи, јас ниту сум на повик, ниту сум на копче, ниту пак можам да ви се јавам вам и да речам сакам нешто да кажам. Не. Мои драги колеги на факултет дури ми велат дека никогаш не би излегле на телевизија да коментираат, зашто тоа не е место за професорски дебати. Значи, не се согласувам. Тоа е впечаток и тоа е во однос на споредбата со други луѓе кои не... Значи, мислам дека го окупирале медиумскиот простор. Мене не ми е пријатно вез ден во потрага по публицитет да излегувам на телевизија. Зошто токму зад ВМРО? ВМРО застана зад вас и се кандидиравте преку таа партија, не преку СДСМ? Добро прашање. Значи, ВМРО, ако знаете, според сопствените акти, има веќе долго време отворен конкурс на кој што може да се јават и луѓе кои не се членови на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е едната причина. Другата причина беше овие 2 години јас, значи, ги критикував нештата, процесите, појавите кои се случуваат под палката на СДСМ. Трето, еве и да помислам да се пријавам на конкурс, како што тоа го направи господинот Филипов. Ама во конкурсот пишува дека треба да ја прифаќате програмата на СДСМ. Како тогаш ќе биде тој конкурс? Како ќе бидат кандидатите непартиски или надпартиски? И трето, кога излезе, кога се одлучија
социјалдемократите да отворат конкурс, веќе јас се бев пријавила на конкурсот на ВМРО ДПМН на 31. Би било крајно непристојно вие на сите отворени конкурси да се пријавите, па ако биде да Ако биде. беа, например, отворени во исто време, а да го немаше тој услов, која партија ќе Немаше избере? да се пријавам во случајов на конкурс на СДСМ, зашто не се согласувам со овие политики. Но, да беше тоа во времето кога ВМРО ДПМН владееше, можеби не би било проблем. Значи, повеќе сте опозицијски настроени. Јас мислам дека како и вие новинарите, така и научната мисла треба да биде критичка. Чумови е критиката постфестум на некој кој заминал. Критиката треба да биде насочена кон власта. И ја затоа сум шокирана деновиве, шетајки низ градот, кога гледам графити, чија порака е одобрување па и глорификација на постапките на власта. Графитите по светот се моќно оружје на младите против владините политики. Да, меѓутоа ќе се соочите со едно големо гласачко тело СДСМ и албанското тело. Подготвени ли сте на таков предизвик? Затоа што тоа е сериозно гласачко тело да се борите со кандидат кој што го носи албанското тело, особено ако се зема предвид дека бевте против законот за употреба на езиците, што нели автоматски раѓа револт кај албанските гласачи. Кога велите гласачко тело, мислите на граѓаните албанци. Не заборавајте, значи, не можеме ние да ставиме знак на равенство, на идентификација меѓу албанците гласачи и албанските политичари и партии. Значи, јас верувам дека после повеќе од 30 години, 35 години работа, како учителка на многу генерации студенти албанци, дека сум освоила дел од нивната доверба, ама и од нивните срца. Ке прошетаме низ чаршијата и ке го видите односот. Освен тоа, сум била и сега сум менторка на кандидати албанци. Значи, мојата критика не е ад хоминем, не е насочена кон етносот. Не, тоа е невозможно за некој кој што голем дел од животот го поминал со луѓе од албанска етничка припадност. Туку кон елитите албански, кон, значи, партиите албански, понекогаш, кои што профитираат или влегуваат во максималистички решенија или предлагаат, зошто? Зошто тоа полесно врви во средина која е поделена по етничка, верска, расна и друга линија. Така, имавте и различен ви е ставот нели за договорот во Преспа од она што го потпиша нели владеачките структури. Председателот Ѓорги Иванов не го менува името и на неговата веб страница, одбива да го прифати. Доколку бидете избрани, каков ќе биде вашиот став по ова прашање? Ќе бидете председател на Република Северна Македонија. Ке се носите ли со тоа со оглед на тоа што имате поинаков став во однос на договорот? Ако во Преспанскиот договор, ја се чудам на некои коментари од типот, па се разбира дека е асиметричен, бидејќи Грција е далеку поголема и повлијателна држава од нас. Да, ама во Обединетите нации сите држави се рамноправни. И Луксембург, и Соединетите Американски држави. Обединетите нации настанале на темелот на правото на самоопределување на секоја нација. А тоа право значи и право на име, на знаме, на химна, на грб и така натаму.
Јас се повикувам на тоа и постои Виенска конвенција на договорното право, која што вели дека доколку овој принцип е прекршен, се што произлегува од него може да биде Кое ќе беше прифатливо решение за вас? прифатливо решение. Се чини дека обете држави грешеа, се чини дека првите решенија секогаш се некако најлогични. Значи, прво, јас немам проблем да има компромис со име кон надвор. Значи, кон надвор. Ама, име од сосед за внатре е крајно чудно решение. Еве, ајде да не се цитирам себе си. Еве го цитирам професорот Армаколос, кој што, како кажува, дека ние грците со Преспанскиот договор им го редизајнираме идентитетот на генерации идни македонци, ама и на претходните. Го редизајнираме нивниот историски и културен наратив и треба да бидеме свесни за тоа. Под неговата изјава прв реагира господинот Данило Туск и вели да, жртвата е голема, но вреди да се направи и така натаму. Но до ова нема враќање. Нема враќање, сега ме прашавте мене. Да, значи јас не можам во било која средба, не можам во било во која учество на меѓународна конференција и било каде во разговори кога ќе ме прашаат, да не кажам дека имам сериозни правни дилеми и дека за мене, да бидам искрена, тоа прашање, вака како што е поставено, не е затворено. Јас знам дека сега е илузија во моментов дека може сега нешто да се направи, но не мислам дека нешто што нема корен, нешто, ајде да ве прашам, покажете ми било која книга, напис, труд, настан каде што се споменувала Северна Република Македонија, дека се борел некој во оваа држава за Северна Република Македонија. Не. И сега ја објаснете ми, ме прашувате како ќе се чувствувам. А како се чувствуваме ние сега кога химната денес над Македонија се раѓа, ја слушаме? Јас сум во конфузија. Меѓутоа, јас немам намера да бидам талибанец, се разбира, и да се расправам, да се карам, да тргам, да негирам, но не можам да не кажувам дека ова прашање од правен аспект, од меѓународно правен аспект, не е затворено. Добро, во јавноста се појавите и со председателот Иванов, што беше сватено како една порака дека евентуално и вие би ги следеле таквите чекори, неговите чекори. На тоа вие вративте дека вие не сте фикус, вие сте кактус. Како гледате на председателствувањето на Иванов? Кои работи би ги направиле евентуално различно од она што го направи тој или не го направи? Прошетката низ Охрид беше куртуазна. Именно. Тие денови се одржувала, значи се одржува школата на млади лидери под покровителство на председателот. И кога ќе ве покани некој да испиете едно кафе, а е председател на заменување, а вие сте кандидат, мислам дека не само што е невоспитано, туку и неженствено еве да прошетате. Затоа, значи, отидов. Колега ми е господинот Иванов и јас веќе во стартот, кога ме прашавте за односот кон граѓаните и политичарите, истото го мислам. Значи, во моментов или во овие 8 години, 10 години, господинот Иванов не е мој колега само. Тој е председател на Република Македонија со многу силен изборен легитимитет. Над 530.000 граѓани застанале зад него. И
секој друг политичар мора тоа да го респектира, не заради личноста на председателот Иванов, туку заради граѓаните на Република Македонија. Значи, во таа насока јас се однесувам кон него. Се разбира, вие знаете дека кога ми беше во прашање вториот дом, универзитетот, и, како да кажам, најважниот акт за него, правилата за универзитетот, законот за високо образование, како куќен ред на овој дом, јас изразив несогласност и тоа му го предочив. Зошто? Бидејќи не може однадвор било која власт, како и во случајот со името, да ви наметне акт за вашиот дом, бидејќи вие имате право дома да се однесувате автономно. Мислам дека тоа беше, иако не очекував, разбрано. Често пати слушам како мојот молк, под наводници, бил врзан за одобрување на груевизмот, дека сум го познавала, еве да искористам приликата да кажам уште еднаш дека прв пат го видов господинот Груевски во просторот на владата, кога во една жестока атмосфера, кога, значи, бевме поканети да ги објасниме, да ги изложиме аргументите за законот за високо образование. Во однос на аболицијата, што се случи пред почетокот на шарената револуција, тоа најмногу реакции предизвика во јавноста. Критика моја да. Да. Вашиот став тогаш исто не го чувме во однос на аболицијата на... Го чувте, јас бев кај Оливера Трајковска, колешката, и таа ме праша. И јас реков дека... Кој беше вашиот став? Не во ред. Дека аболицијата, тогаш реков дека не е во ред од правен аспект, затоа што членот на кој што повикувањето се однесуваше, го немаше, а во Уставот пишува дека, значи, председателот може да помилува во согласност со закон. Значи, кај колешката ваша Оливера Трајковска во емисија. Тоа беше. Што би направила поинаку? Сосема различно е времето. Да. Неговото време беше, чинам. Како гледавте тогаш на шарената револуција? А на шарената револуција? Ајдете да, така. Видете, тогаш или сега? Тогаш. Сега ќе ви кажам, да. Шарената револуција дојде некако како продолжение на пленумските заседанија, протести и така натаму. Секоја револуција треба да доведе до радикални промени, општествени промени, не промени на власта, оти тогаш е тоа преврат или промена ради промена. Во рамките на пленумот, јас, откако беше најавено повлекувањето на законот, се соочив со нешто друго. Одеднаш во пленумот се појавија не оние кои што разговара за законот, се бореа, протестира и така натаму, туку и други некои луѓе кои дотогаш не беа гласни и не се појавуваа, бидејќи на дневен ред дојде пишувањето на законот. Искрена да бидам, во првите редови на шарената револуција, јас ги препознав тие луѓе. Андрич на едно место вели дека кога се во прашање некои луѓе, подобро е да им се тргнете од патот. Тогаш мене нешто веќе почна во умот да поврзувам како тоа
некои од најгласните студенти, како тоа некои потоа од новопојавените луѓе, меѓу кои такви кои што ќе објавам таа порака, иако еден ден не ми е пријатно, во која ќе прочитате ваква реченица, дека треба да ја отстраниме Силјаница од пленумот и да го превземеме водството. Ширете меѓу нашите дискретно нешто со што ќе ја дискредитираме неја и нејзиното семејство. Нема да откриете од кого беше пораката? Многу ми е непријатно, ти замислете. Тоа е колега, Ако професори такви пораки шират, замислете ги како ќе се однесуваат кога ќе дојдат на власт. И јас се разбира им напишав дека мислев дека сталинизмот е мртов, но не бил, и ве молам, бавете се со мене, а не со моите деца. Го имам, тоа не само јас, го имаат и многу луѓе. Тоа се луѓе кои се главно од социјалдемократската партија, бидејќи меѓу нив бил ширен, но еве се најде човек кој што рече дека не можам да не ви го испратам ова, бидејќи не можев да замислам дека вакво нешто може да се случи. Значи, револуцијата како чин може да ја оцените не во моментот на револуционерните настани. Не. Точно сега е Само- моментот реално, неколку години подоцна. Тоа сакав да ви кажам. Туку сега. Значи, дали во Република мотото на револуцијата беше нема правда, нема мир. Сега нема правда, но има мир. Ни трак, ни глас од револуционерни инциденти барем. Значи, што се случи? Ако здравство, образование, социјална заштита, независно судство исто останало крајно проблематично како токаш, ама сега гледате дека да, најголемиот дел од луѓето во шарената револуција спонтано, предпоставувам, реагираа како реакција на она што се случуваше и што Да, што беше легитимно, да. наречено со право груевизам. Меѓутоа, ако ги видите главните актери сега во парламент, во влада, седнати, во министерствата, неколку пати сум била, па ќе ме прашаат некои од студентите, добар ден, како сте? Билам малку изненадена, зашто ги гледам таму. Ако го видите невладиниот сектор дел вдомен во владата, како ќе биде куче чувар? Тогаш, значи, ќе биде речете го на кајш, ако кучињата не сакаат да бидат врзани. Тогаш јас имам дилема. Значи, што е резултатот од револуцијата? Што би промениле вие, еве, доколку бидете избрани, да, бидејќи еве во вакви околности и рацете на председателот и не се многу одврзани за да може да се влијае директно на овие процеси за кои што зборуваме. Не само што се врзани, значи рацете на председателот, туку дури и надлежности кои се уставни нему му се оневозможени. Друго, председателот речиси беше екскомунициран од процесот на преговорите, за разлика од грчкиот председател Павлополус, професор по административно право, кој има далеко помал легитимитет од македонскиот председател, зашто се бира од парламентот. Тамо се одеше заедно. Значи, тие беа дуо, а кај нас се стимулираше не само дуел, туку и екскомуникација. Она што треба да се измени, прецизира во идни уставни измени. Иначе председателот е овластен предлагач на уставни амандмани и јас, еве, ако бидам избрана, една од првите работи ќе биде
да формирам еден тим на домашни странски експерти по уставно право, кои ќе направат сериозна анализа на непрецизните одредби, недоречените одредби, на конфликтните одредби, сетете се на давањето на мандатот за состав на влада, какви проблеми имаме, да интервенираат, предложат решенија во надлежностите на Уставниот суд, бидејќи сме земја со Уставен суд со најмалку надлежности, ама и најнеактивен Уставен суд. Само уште нешто сакав да ја прашам околу партијата која застана зад вас. Сепак се водат два судски случаи во однос на финансирањето и во однос на купувањето на седиштето на партијата. И видовте вчера се прошири истрагата во однос на 27 април. Фрла ли ова некаква црна дамка врз, или како вие тоа го доживувате, врз партијата која стои зад вас? Видете, да ви кажам нешто. Јас денеска бев во Државната изборна комисија за да најавам и барање на 10.000 потписи од граѓаните. Не може нешто што се случувало во минатото и е врзано за партијата да фрли сенка на мене. Значи, јас бев член на либерална партија, не на социјалдемократската партија. А јас велам, партија еднаш во животот бирам. Повеќе не. Сум си заминала од тамо, нема веќе партија за мене. Ама кај председателски избори нема, во случајов јас не сум принудена, ниту некој од мене бара да се повикувам на партијата што ќе ме подржи. Но, еве, за мене е тоа реформски чекор, демократски чекор. Ви благодарам, професорке, за интервјуто. И јас ви благодарам.